Задолжителна заштитна опрема и ознаки за биолошки опасен отпад. Сител влезе во лабораторијата на Институтот за јавно здравје, каде за помалку од 3 часа ќе можат да проверат дали некој е заболен од смртоносниот коронавирус. Првата пратка со 500 реагенси веќе е складирана, а лаборантите се на готов да го добијат и засега најопасниот примерок за испитување. Но има строги правила и процедури на работа. На сомнителното лице ќе му земат брис од нос и грло, кој го ставаат во посебен раствор и во медицински заштитен фрижидер го носат во институтот. Секој материјал кој што доаѓа и е суспектен, сомнителен за грип и ќе биде сомнителен и за коронавирус, треба да пристигне во оваа просторија. Тука се прави изолација на нуклеинската киселина. Ова е најопасниот дел практично и тука обавезно влегуваат двајца од персоналот, а еден може да ги гледа преку прозорот, да следи каква е состојбата, дали се случува нешто. Тие што први доаѓаат во контакт со опасните примероци носат скафандери и дополнителни заштитни маски на лицето. Им требаат околу 30 минути да направат изолирање на примерокот. Потоа во друга просторија кај друг апарат стигнува резултатот дали пациентот има корона или не. Се подготвува претходно смеса од соодветни реагенси, заедно со примерокот кој што се носи овде, практично се внесува во машината и целиот процес трае некаде околу 1 час, час и половина. После тоа, наше стручно лице во моментов прави обработка на резултатите кои што се добиени и се проценува дали станува збор за позитивен или негативен резултат. На апаратот во моментот испитуваа случаи на грип, бидејќи досега во земјата нема сомнителен случај од опасниот вирус. Оваа крива на компјутерот покажува дека станува збор за заболен од грип. Ист ваков резултат во оваа лабораторија ќе добијат и за новиот коронавирус. Доктор Бошевска вели дека поради актуелната состојба имаат и приправност во лабораторијата и се достапни 24 часа. Очекува и тие да имаат работа со новиот вирус, бидејќи е светска закана проширена во голем број земји. Се превземаат сите мерки кои што ќе овозможат задршка, ние тоа го нарекуваме, на вирусот, односно кои што ќе овозможат да не се шири, што подолго да не се шири во другата средина, да речам. Постојат јасни протоколи, постојат јасни алгоритми. Откако ќе имаат случаи со коронавирус, од институтот вела дека и покрај проверките кај нас ќе мора да го испратат и на потврда во Берлин. Тоа било согласно препораките на Светската здравствена организација. Сања Димитровска, Сител телевизија.